ова издание, заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Метју Палмер во интервју за Гласот на Америка. САД очекуваат Европската Унија да ги почне преговорите со Северна Македонија. Почна најголемата вежба на криволак во партнерство со НАТО. Freedom House, глобалната слобода на печатот на најниско ниво досега. Каде се наоѓа Северна Македонија на табелата? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Слободата на печатот на најниско ниво во последната деценија, објави денес Freedom House. Согласно извештајот, опаѓање на слободата на печатот има во цел свет, заедно со политичките права и граѓанските слободи. Северна Македонија е рангирана како делумно слободна држава со подобрување на состојбата во споредба со лани. Сара Репучи, виш директор за истражување и анализи во Freedom House, за Гласот на Америка, изјави дека опаѓањето на слободата на печатот се случува на двете страни од спектарот. Од една страна се наоѓаат режимите кои се познати со постојан притисок врз медиумите, како апсење на новинари, закани по нивната безбедност, репресивни закани, криминализирање на слободата на говорот. Од друга страна се наоѓаат демократските избрани лидери кои користат нови тактики да ги манипулираат медиумите и да ја преземаат контролата врз пораките до народот. Извештајот покажа дека во 16 нации рангирани како слободни има намалување на рейтингот на слободата на печатот во последните 5 години. Но и има загрижувачки тренд во Европа, каде во 4 од 5 држави со слободен рейтинг има пад од 8%. Председателот на САД Доналд Трамп им се приклучи на британската премиерка Тереза Меј, канадскиот премиер Џастин Трудо, германската канцеларка Ангела Меркел и на други лидери на денешната комеморативна служба за Денот Д во британскиот град Портсмут. Настанот вклучуваше музички концерти и читања за историјата, вклучувајќи ја молитвата што поранешниот председател на САД Франклин Рузвелт ја прочитал на радио по почетокот на инвазијата во 1944 година. Канцеларијата на Меј објави соопштение во кое ја истакна историската меѓународна соработка. Британската кралица Елизабета II исто така беше дел од комеморативните служби, вклучувајќи и посета на ветераните заедно со председателот Трамп. Ако Европската Унија не одреди датум за пристапни преговори во јуни, тоа ќе се случи во јули или октомври, рече во интервју за Гласот на Америка заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Метју Палмер. Еве што друго порача. I understand there are some issues related to the timing of the Bundestag decision. Знам дека има одредени проблеми поврзани со времето за носење одлука на Бундестагот. Не знам дали фокусот ќе биде да се донесе одлука во јуни или потенцијално во јули, зависно од внатрешните процедури на Бундестагот. Сепак, САД се надеваат и го поддржуваат Европскиот совет да ги отвори пристапните преговори. Палмер вели дека имплементацијата на договорот од Преспа, кој според него е најголемото дипломатско остварување за Западен Балкан по Дејтон, ќе зависи директно од зачленувањето во Европската Унија. We believe that the government of North Macedonia Веруваме дека владата на Северна Македонија е посветена да го продолжи напредокот во исполнување на реформите. Убедени сме дека Скопје ќе ги продолжи овие напори кога и ако Европскиот совет се согласи да ги почне преговорите, бидејќи пристапниот процес ќе обезбеди можност за натамошни реформи. И покрај значајниот прогрес, Палмер вели дека државата има уште многу работа во спроведување на реформите. The core issue, not just in North Macedonia, but across the region, is rule of law. Главен предизвик не само во Северна Македонија, туку и во целиот регион е владењето на правото. Владење на правото е мајка на сите реформи. Во контекст на европската интеграција, создавање клима за мир, просперитет и стабилност. Според него, членството во НАТО нема целосно да го намали руското влијание во регионот, но ќе ја зацврсти отпорноста на државите кон руската агресија. The Russians have demonstrated a commitment over a long period of time. Мислам дека веќе долг период русите покажуваат посветеност во агресивната кампања со дезинформации низ регионот. Се уште има многу агресивни напори и во Црна Гора, која е НАТО членка. Палмер очекува Сенатот на САД да го ратификува пристапниот протокол за влез во НАТО во најбрзо можно време. I would encourage people to, step back and have a big picture perspective on this. Ја охрабрувам луѓето да ја земат предвид големата слика, а тоа е дека процесот за НАТО се движи напред.
И тоа многу побрзо од очекуваното, доколку ЕУ не донесе датум за преговори во јуни. Тоа ќе се случи во јули или октомври. САД рече тој цврсто остануваат посветени на процесот на интеграција на Северна Македонија во Европската унија. Почна најголемата воена вежба одлучен удар на Криволак. Деталите од Владимир Мирчевски. До 9 јули 2700 војници ќе учествуваат во одлучен удар, најголемата воена вежба во историјата на Македонија. Освен масовност, оваа операција карактеризира и најбројното присуство на американски војници во земјава досега, дури 1300. Со толков број ќе учествува и АРМА. Останатите 100 војници се од Албанија, Црна Гора, Бугарија и Литванија. Фактот дека над 2700 припадници на армиите на земјите учеснички ќе бидат дел од оваа комплексна вежба, уште еднаш го потврдува мислењето и на Алијансата и на нашите сојузници. Ние сме подготвени и имаме капацитет и искуство да организираме и координираме вежби и обуки од големи размери. Додека се подготвуваме да ја посакаме добре дојде на Северна Македонија као 30-та членка, пригодно е што одлучен удар се случува овде на Криволак. Оваа вежба е моќен пример за тоа како вашите армиски единици се подготвуваат да станат дел од НАТО, спремни да соработуваат со останатите сојузнички војски и да се справуваат со идните закани. Целта на вежбата е синхронизирање на интероперативноста меѓу силите за специјални операции на партнерските земји. 2700 војници ќе изведуваат операции и на копно и во воздух. Предвидено е вежбата да има 26 настани со вкупно 96 задачи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Светските лидери утре ќе се соберат во Франција да одбележат 75 години од денот Д. Никола Спинал има повеќе. Денеска е мирно на Омаха Бич. Тешко е да се поверува дека пред 75 години овде се одвивала една од најхрабрите воени операции во историјата. Кодното име на операцијата беше Оверлорд или Денот Д. Илјадници војници и воена опрема стигнаа на брегот на Франција по воздушен и морски пат. Беа потребни години да се испланира. Имаше илјадници мапи и одлуки. Беше неверојатно комплицирано. Не сум сигурен дека ова би можеле да го повториме денес и покрај технологијата што имаме. Овие луѓе го направиле тоа без GPS и интернет. Да се стапне на тлото на Западна Европа во 1944 година било опасна операција. Во борбите загинале околу 8500 сојузнички војници, вклучително и 2012 американски. 75 години подоцна, французите се уште се благодарни. Како да беше вчера. Ова е приказна за моето семејство и моите прекрасни родители. Јас знам цената на мојата слобода. Без овие млади луѓе кои се закопани тука, нема да знам која сум денес. Околу 1 милион туристи од целиот свет секоја година го посетуваат споменикот, за да им одадат почит на младите генерации кои ги жртвуваа животите за другите. Многу добри луѓе ги дадоа своите животи за слободата. Тоа многу ни значи. Ова е многу емотивно искуство за мене. Додека Европа се соочува со нови поделби, посетата на председателот на САД Доналд Трамп е одавање почит на оние што ја дадоа најголемата жртва во име на враќањето на слободата на Европа. А вестите ги завршуваме со видео од Вашингтон, каде веќе почнаа летните температури. Материјалот го подготви Тоше Огњанов, а ние се гледаме утре повторно. Пријатно!